Ви благодарам на репликата, почитувана колешке. Не знам, најверојатно контекстот на мојот говор не го разбравте добро во рете. Сметам дека токму она што го зборував беше во насока на унапредување на правата на сите заедници, вклучувајќи го и македонскиот народ, без разлика каде живеат, во која општина, без разлика на процентуалната застапеност во однос на другите. Што се однесува до вашата загриженост за дел од областите кои што се предвидени во предлог буџетот за 2025 година, можам да ви кажам и на вас, па и на македонските граѓани да бидат спокојни, затоа што оваа влада размислува за тоа како да го подобри животот на сите, па вклучувајќи ја и културата која што представува нераскинлив сегмент од македонското општество. Ќе вложуваме силно во културата, ќе ги завршиме проектите кои што вие ги оставивте да зјаат и не успеавте да ги завршите, при тоа потрошени се милиони евра, како што е објектот во центарот на Тетово, за кој што никој не знае до каде и кога ќе се заврши, а знаете колку пари се потрошени, според мои информации, околу 40 милиони евра. Тука ја покажавте вашата грижа, не вие директно, туку владата која што ја предводеше државата 7 години, за тоа колку се грижи за развојот на културата во Тетово. Една шајка не е закована од ваша страна во културата, така да немате легитимитет да прашувате за состојбите на било која установа во културата во Тетово. Благодарам.